Се правили анализа на досегашното работење на претходното раководство и дали дојдовте до некакви сознанија, некакви нерегуларности во работењето? Така, ние мора да се движиме во две патеки, со оглед на тоа што ни течат 100 дена, од друга страна мора да видиме и на каков динамит седнуваме во даден момент. Сигурно веќе тим формиравте кој што работи на сите тие работи. Тим апсолутно формиран, тој си постои и си работиме, во две ленти работиме, значи апсолутно утврдуваме и што е она што го наследуваме или кои се неправилностите во претходното работење. Што наследивте? Јас можам одговорно да потврдам дека тоа министерство не е градено, е рушено во изминатите 11 години. Прво е во делот на кадровска екипираност, страшно. Имате луѓе кои што навистина не ја познаваат проблематиката, а се државни советници по прашањето, јас тоа го видов од првиот колегиум. Дополнително видов дека освен платите кои што администрацијата ги добивала, што мене лично така ме вознемири, е дека добивала речиси хонорари паралелни на платата од различни комисии, од различни проекти кои што течеле низ министерството. Тоа е недозволиво, администрацијата треба да работи во рамки на својата плата. Како ние што сме министри работиме за плата, така и администрацијата мора да работи за плата. Дополнителните хонорари може да бидат искористени за услуги кои што тоа министерство треба да ги нуди и ако ги сумираме ние цените кои што ги добивале тие вработени, може да отвориме некој сервис. Тоа се големи хонорари, големи суми. Па еве ќе споделам една цифра, тоа е 235.000 денари за отприлика 4 месеци за едно лице, што е голема сума, не сме во приватен сектор. Така. Тоа се луѓе од кабинетот? Тоа се вработени раководители на сектори, државни советници, секако кабинетски луѓе кои што биле присутни. Бидејќи имам некоја информација и од претходно дека фигурирале постојано се едни исти луѓе во истите проекти, во различни проекти, да. Да, така е. Многу нестручни кадри кои што биле кабинетски, биле ставани во различни комисии. Не може во комисија за посвојување да биде мојата шефица на кабинет. Не може во комисија за посвојување да биде некој кој што нема никаква точка на поклопување, барем со општествени науки. Навистина сметам дека некои работи треба да се внимава како се прават и затоа јас дозволив во министерството секој сектор да предложи луѓе стручни исклучиво за да бидат членови на различни комисии и да одлучуваат по прашањето, при тоа нема да бидат платени, мислам ќе бидат платени заради тоа што законот вели комисијата е платена, но министерот ја утврдува сумата. И сега вие може да утврдите сума од 7.000 денари или да утврдите сума од 500 денари. На ваша одговорност е како ќе го решите тоа. Сметам дека тие суми треба да се намалат и да додат до минималната сума на исплата на хонорар. Како ќе го решите ова? Ќе има ли некакви санкции или ова им било дадено по закон во делот на комисиите. Така. Им било, затоа велам, на одговорност на министерот е да утврди која е сумата. Министерот ги утврдувал сумите. Да, и тоа е нешто кое што по закон му е дадено и нема одговорност по однос на тоа. Но парите се потрошени, ние сега ќе се потрудиме да заштедиме пари за да можеме, за да можеме, дел се и од меѓународна заедница, но и парите од меѓународна заедница навистина треба да одат кон граѓаните. Ние како министерство треба да посочиме каде ни требаат пари, кон што да ги носиме. Ова министерство собира многу средства од меѓународна заедница, кои што треба само добро да ги канализираме во интерес на граѓаните, да ги посочиме кон услуги, а не кон подготовка на документи. И тие се потребни, но во Македонија има доста стратегии кои што навистина треба да почнеме да ги имплементираме. Навистина така како што треба, а не така, не само да ги множиме и да ги чуваме во фиоки истите тие. Дополнително утврдив дека 3 центри во Македонија, меѓу кои Македонски брод, центри за социјална работа, Македонски брод, Валандово и Демир Хисар, немаат потребни кадровски услови за работа согласно закон, а тоа значи дека вие мора да имате одреден број на стручни работници во центрите, како тимови од 4 вработени, кои што можат да донесат решение по дадено право. Тие се носени до сега со позајмување од други центри, но овие центри требало да бидат затворени или да се вработат луѓе. Во министерството имаме 329 вработени, што целосно покажува дека нема преоптеретеност во министерството и можеле да се прераспределат тие вработувања. Јас не сум против вработување, така треба да има вработување, треба да има услуги за граѓаните, но да оставите 3 центри без да имаат стручен кадар внатре и да работат, а да преоптеретувате државна администрација, навистина нема логика во системот. Така тоа треба да го конечно брзо решиме. И секако не се постапувало во рок, целосно не им се одговара на луѓето. Дополнително за трето дете утврдив дека има злоупотреба во 2011, правото на родителски додаток, познато трето дете, дека во 2011 се остварува правото на едно семејство и му се вели да ви имате право на додаток, родителски додаток. За 2 години му се укинува со образложение дека во 2011
немале доволен број на години како државјани. Мајката немала доволен број на државјанство во Македонија, тоа се 3 години. Како во 2011 е испуштено да се види тоа, во 2013 се утврдува истото. Тоа е некаква си манипулација и злоупотреба. И тоа беше во Карпош, Сара, Ѓорче за сега. Има такви случаи. Има како не, да, тоа сега се прави ревизија. Јас 15 случаи се во овој центар, само во Карпош кој ќе ја покрива таа територија из Македонија кога ќе се најават излезат. Да, тоа беше дел од кампањата на претходната гарнитура, која што го иницираше тоа. Тоа така, тие смета дека со оваа мерка ќе се направи беби бум или зголемување на наталитетот, но се гледа дека ние имаме оваа година, минатата година 197 починати новороденчиња, бебиња. Тоа е индикатор кој што не кажува дека многу лошо ние состојбата со родилиштата и со грижата за мајките и на работно место, и во породувањето и повраќањето во домашните услови. Навистина системот ни затајува на многу ниво. Да, и сме рекордери по смртност на новороденчиња некаде во Европа. Имаше некои информации за трошење на големи суми по ресторани на екс-министерот, на неговиот заменик. Да, не само што се големи пари, туку се несоодветни пари. Мислам се купувале млеко, леб, јогурт и така натаму. Секој на одговорноста тие како тие не се ни попишани за репрезентација, но утврдивме дека навистина и немале врз основа и на што да се водат. Се гледа дека минатата влада немала правилници, немала ништо врз основа на што да постапува, но оваа влада има и правилник кој што е доставен врз основа на што се пресметува, што е репрезентација, колку има право министер, колку заменик и така и ќе функционираме. Зошто? Ако штедиме од нашиот луксус, ќе може да испорачаме сме што сме ветиле. Ако не штедиме на луксусот, нема, ова е таа е Македонија, толкав е буџетот, но јас сум сигурна дека ние ќе заштедиме доволно од нашите луксузи за да можеме да испорачаме кон граѓаните.